На огромни трошоци за лекови се изложени граѓаните кои заболеле од ковид, бидејќи најголем дел од лековите не одат на рецепт и се принудени да ги купуваат сами. Сумите на лековите се вртоглаво високи и зависат од тежината на болеста, а вклучуваат антибиотици, палета на витамини, антикоагуланти, како и тестови, анализи, снимања, до кои со закажување на мој термин не можело да се дојде. По пеачката Биба Додева, која се опоравува од вирусот, вели дека имала среќа што можела да плати за скапата терапија, која ја чинела 800 евра, но се прашува што е со оние луѓе што не можат тоа да си го дозволат. Во однос на тоа што беше потребно, беа потребни пари. Фала Богу што во моментов имавме тоа да си го овозможиме, меѓутоа баш во текот на целото лекување се прашував што е со оние луѓе кои што кубурат од месец за месец, а не па да си дозволат една таква терапија со витамини, со суплементи за имунитет, подигање, со сите оние антибиотици. Еве јас зимав и приватно си ги платив и фавипиравирот, значи тоа 2 кутии кои што ми беа потребни во текот на моето лекување, приватно ми ги донеса од Косово. Јас го платив 95 евра. Тажна е сликата со која секојдневно се среќава Денис Јанкуловски, медицински техничар, кога оди во домовите на луѓето за да им земе брисеви за тестови. Раскажува дека наидува на разни ситуации кои не го оставаат рамнодушен, зашто коронавирусот, освен по здравието, удри и по джепот на граѓаните. Кога би ја нарекле таа кошница, колку чини ковид кошницата, во секој случај по мене мислам дека е сепак еден вид кошница дупка без дно. Кога одам во домовите, кога влегувам во домовите, има секакви ситуации каде што не идувам, нешто има на масите веќе од лекови, веќе од храна, некои имаат преполни, едноставно како да не речам еден вид аптека. Меѓутоа еве да почнем од почеток. Оние најчести симптоми кои што се јавуваат, тоа се оние првите веројатно, температурата, болки во грло, кашлица, евентуално болки по целото тело. И од почетокот тука се оние лековите кои што се користат за намалување на температурата, за смирување на болките. Значи веќе почнува процесот на давање на пари. Во држава каде што половина милион луѓе живеат во сиромаштија, пандемијата со коронавирусот ја зголеми нееднаквоста меѓу граѓаните и го продлабочи јазот меѓу богатите и сиромашните, меѓу тие што можат да си дозволат да се лекуваат и тие што не можат. Во оваа светска пандемија од невидени размери, голем дел од граѓаните страдаат затоа што не можат да ги купат скапите лекови и витамини. Македонија е земја каде што над 22% од населението е сиромашно. Имаме солидарен здравствен систем, а ниту еден нов лек не е ставен на позитивната листа на лекови. Комуникологот Бојан Кордалов, кој заедно со семејството заболеле од COVID-19, вели дека психолошката поддршка и финансиската моќ се најважни во тие моменти. Во мојот случај со тестот стануваше збор за комбинација со инфлуенца Б, така што ми беше сугерирано и да земам антибиотска терапија со цел да не настане голем напад на органите, така што сето тоа првичниот момент кога дојде чинеше 5700 денари како набавка, и тоа беше ноќе, значи треба да имате и луѓе кои што ќе ви бидат на располагање да ви донесат. Тоа е многу важен момент кој што државата во целиот процес треба да го земе предвид, бидејќи не секој има кој да му донесе, кој да донесе на таа личност, и тоа е многу важно, бидејќи грижата мора да го опфаќа и тој сегмент. Многу луѓе живеат сами. Околу 250 граѓани ги споделија искуствата на Facebook групата COVID-19 искуства и совети, каде што прашавме колку ги чинело лекувањето од COVID во домашни услови. Одговорите беа дека лековите, витамините, здравата храна која е неопходна, сокови, ги чинеле од 100 до 500 и повеќе евра, ако се земе во предвид дека минималната бруто плата од јули 2020 до март 2021 година изнесува 21.776 денари, односно минималната нето плата е 14.934 денари. Лекувањето е недостижно за граѓаните. За споредба минималната потрошувачка кошница во април минатата година за 4 члено семејство изнесувала 32.852 денари.
Ова се лековите на Мартина Пишлевска и незиното семејство. Таа вели, кој нема пари ќе си умре. Ние потрошивме 25.000 денари, без снимки и лабораториски анализи кои ги плативме приватно 15.000 денари, бидејќи во 8 септември не можеше да се чека на ред, а ние се боревме за воздух на паркингот во автомобилот. Кирјана Шумар, над 500 евра за двајца за еден месец, без ПСР тестови, зашто само тие ги направивме во јавно здравство. Се друго е приватно. Најскапи се лековите против коагулација на крвта, широката палета на разни витамини, додатоци во исхраната, антибиотици. Најмногу се трошат имуностимулаторите, како што се витамин D3, цинк, селен се препорачува, витамин С и останатите имуностимулатори, односно бета-глуканите исто многу ги бараат. И тоа е тоа што конкретно најмногу ни се троши. Граѓаните велат дека се немоćни да ја издржат корона кризата и не можат да си ги купат скапите лекови и витамини. Не може. Што пензија од 12-15 хиляди, не може тоа. Тие со помали примања стварно им е многу тешко да ги снабдат сите витамини. Најнеопходните можеби ќе ги купат. Не, пензионери не можат секако. Нема средства. Витамините се скапи, лековите не знам какви се, меѓутоа една превентива мора да се направи, ако и колку може, не. Тешко да има паре, треба пара па да купи. Как ќе купи? Пензија мала, што ќе купи? Некој може само домашно да се лечи, иначе не може природно. Па закако си набрало шипки, чај од круши. И не само скапите лекови, анализи и снимања кои се принудени да ги прават приватно, тука се и тестовите, особено контролните, кои надлежните одлучија да не се прават, а фирмите сепак им ги бараат на граѓаните, па ги прават приватно. Денис Јанкуловски вели дека сепак најстрашно е за тие што не можат да си дозволат ништо од тоа. Не идувам на плачење едноставно од страна на пензионерите, меѓутоа не само пензионери, што ви, како што кажавте, тие социјално загрозени или едноставно луѓе кои што не можат да направат она што треба да направат. Многу е жална ситуацијата каде што гледаш дека некој навистина кому му е потребно, а нема од каде да го направи сето тоа. Не си моќен да помогнеш од една страна, а моќта е во државата. Биба Додева апелира до надлежните институции да направат пакети на услуги и лекови за да им се помогне и олесни на граѓаните кои заболеле од ковид. Ми апелирам до надлежните да го имаат ова во предвид, затоа што Македонија и ние не сме земја која што сите каде што купуриме и со основни лекови, а не па да имаме можност да си дозволиме вака, и затоа сметам дека треба да се направат иницијативи за некакви посебни пакети, особено кај луѓето кои што се со хронични заболувања. Кордалов и како човек кој поминал ни сето ова и како комуниколог и порача на Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска да излезат од институционалниот бирократски пристап за да видат што навистина се случува со граѓаните на терен. Мојата главна порака би била да ги вклучат сите организации кои што се занимаваат со борба со сиромаштијата, со права на лицата кои што немаат доволна екзистенција или се осамени, немаат доволно можности во општеството, и на тој начин да ги искреираат политиките и во справувањето со пандемијата, бидејќи очигледно ќе трае, ова и со минимум месеци, а можеби подолго, а од друга страна да се направи една генерална слика. Од Министерството за здравство пак кои цели 10 месеци од појавата на вирусот не иницираше постапка за овие лекови да одат на рецепт и не ги ограничи цените на приватните тестови, вела дека се грижат за граѓаните преку изготвување на протоколи и алгоритми, едукација и комуникација преку социјалните мрежи и со целосното дејствување врз сите аспекти влијаат врз подобрување на третманот. Сепак, не превземаа ништо за да го спречат профитерството на фармацевските компании и приватните болници кои ги дотепаа граѓаните. Едно е сигурно, коронавирусот одзема човечки животи, предизвикува компликации, но и ги осиромашува граѓаните. И додека фармацевските компании го бројат профитот, државата не превзема ништо за да им помогне на своите граѓани.
Министерка Шахпаска, ова е време на корона, што значи дека е време на социјален колапс практично за граѓаните во државава, се губат работни места. Граѓаните имаат енормни трошоци која станува збор, не само за, се разбира, секојдневни, значи тоа треба да биде подразбира квалитетна исхрана во таа борба против пандемијата, многу витамини, некои од нив кои се заболени треба и лекови да земаат приватно, па и тестови, нели, доколку не функционира државното здравство. Која е вашата борба да им помогнете на граѓаните? Министерството за труд и социјална политика како составен дел на актуелната влада учествува во креирањето на сите политики и мерки кои што во услови на пандемија, значи неголемата здравствена и економска криза со која се соочува целиот свет, треба да ги адресира проблемите на сите граѓани. Кај нас во Министерството за труд и социјална политика постојат, да речам, групирано два главни приоритети. Тоа е првиот е да се зачува секое работно место, политики кои што се составен дел на четвртиот пакет на мерки како продолжение на претходните 3 пакети на економски мерки. Меѓутоа, пред се и над се, кога говориме дека во центарот на нашето општество е граѓанинот, ние како Министерство за труд и социјална политика особено посветено работиме во делот на тоа да ги адресираме проблемите на најранливите категории на граѓани кои што реално се регрутираат како опстек на граѓани со кои што ние и фактички постоиме. Значи за нив сте сигурно би требало да бидете најмногу загрижени. Загрижени ли сте со оглед на тоа што имаме бројки кои се навистина експлодирачки? Пола милион од луѓето, од граѓаните во оваа земја се сиромашни или на рап на сиромаштија. Тоа се големи бројки, над 20% се невработени. Тоа се статистиките. Загрижени ли сте, прво одговорете ми на прашањето? Знаете, во ова е министерство кое што има голем број на предизвици во период кога не постои пандемијата со COVID-19. Овие предизвици се двојни. Да, соочени сме и со бројките и со статистиките. Бројката на невработени е 16,7 оваа година, затоа што беше на почетокот 16,2, сега е 16,7 според последните податоци со кои што располагаме. Меѓутоа ние се трудиме со сите мерки што ги носиме. Велите дека се намалува невработеноста? Значи во однос на почетокот пред пандемијата беше 16,2, сега таа бројка после ковидот е 16,7. Последните податоци што ги имаме за бројот на невработени кои што останале без работа како последица, значи избришани се од системот на осигуреници 15.588. Тоа се последните податоци. Кои се политиките да им помогнете на овие граѓани? Уште на почетокот на пандемијата, значи за сите што останале без работа како последица на пандемијата, сите меѓу 13 март и заклучно со 30 април беше донесена уредба со законска сила со која што владата им помогна на овие работници и ги регрутираше во Агенцијата за вработување со поддршка преку мерките кои што значат обезбедување во услов на случај на невработеност. И сите се вработија? Не, значи делот овие невработени се пријавуваат, продолжуваат да бидат активни баратели на работа во Агенцијата за вработување и државата преку, односно владата преку оперативниот план на мерки за и програми за активно вработување возможува на граѓаните активно да се вклучат на пазарот на трудот. Дури и во услови на пандемија, ќе ми дозволите, сакам да истакнам дека овој оперативен план на мерки за вработување, дел од тие мерки имаат висока реализација, до 93%. Например, мерката за која што конкретно говорам со толку висок процент на реализација, значи субвенционирање на платите кај работодавачите за да вработат дел од вработените. И оваа мерка има висок процент на реализација, што значи постои интерес како кај работодавачите, така и работниците. Односно се субвенционира платата, таа сума на средства работодавачите добиваат одеднаш и ги држат работниците до дополнителен период на месеци после ова. Дали можат граѓаните со тие минимални плати или тие 500.000 граѓани кои се сиромашни, еве кажавте дека бројките на невработено се 16,7%. Можат ли да си дозволат еден, не велам луксузен, не велам кој знае каков живот, но минимално достоинствен да биде, да може да преживеат? Од тука, значи, имајќи во предвид составата во која се соочени граѓаните... Вашата оценка, да. Дали можно е да се преживее со
Да, со овие бројки. Ние како влада и како министерство се трудиме на секој можен начин да им помогнеме на тие луѓе. И политиките кои што ги креираме. Еве во моментот Министерството за труд и социјална политика прави измени на 2 закони, на Законот за детска заштита и на Законот за социјална заштита, за да го олесниме пристапот на граѓаните кои што се на работна сиромаштија, за да им овозможиме полесно премостување на кризата, односно полесен влез во системот на социјална заштита кој што обезбедува гарантирана минимална помош, значи пристапот, условите, критериумите за да влезат во системот на социјална заштита се олеснети и ние не ставаме лимит колку граѓани може да абсорбира системот. Велиме сите кои што ги исполнуваат, кои што немаат средства за живот, влегуваат во овој систем на социјална заштита, државата им ги нуди тие парични средства за премостување на овој период на кризата, додека не најдат. Освен парични средства, извинете, постојано велите и не само вие. Да, и детскиот додаток исто така е олеснет, образовниот додаток е олеснет пристапот. Не само вие, генерално, оваа влада работи ли на преквалификација на кадрите? Заради тоа што велите одат во Завод за вработување, претпоставувам инсистираат да работат по својата струка или по својот факултет. Но дали работите на тоа? Точно тоа е составен дел на тој оперативен план на програми и мерки кој што се спроведува. И ова година и во проекцијата на буџетот, од минатата година, ако сме имале средства за овој план од Министерството 115 милиони, сега тој износ е 538 милиони. 4 струко сме ги зголемиле средствата кои што ги трансферираме во Агенцијата за обука, преквалификација, доквалификација, атрактивни занимања на пазарот на трудот. Тие нема да одат во администрација, се надевам, зашто е мастодонска. Тоа се според потребите на пазарот на трудот во производството. За реалниот сектор говориме вработувања. Апсолутно, да. Говориме за такви вработувања. Значи, преквалификација, доквалификација, зона што е потреба на пазарот на трудот, на компаниите и една од мерките гаранцијата за млади, која што овозможи околу гаранција со која што 21.000 млади граѓани се пријавиле во агенцијата или да се доквалификуваат, или да продолжат со образование, или веднаш да се вработат. Значи, тоа е мерка во која што 6.000 млади веќе се вработиле користејќи ја таа мерка. Значи, во услови на пандемија, овие политики кои што ги спроведуваме како најнадлежно министерство, се разбира, преку Агенцијата за вработување продолжуваат да течат. И ова еднократна финансиска помош од 6.000 денари, која што веќе помина законот во собрание, точно е насочена на оние категории на граѓани кои што со изминатите пакети били испоставени, изоставени. Пензионерите со пензија под 15.000, примателите на државна социјална пензија исто ќе добијат по 6.000 денари, пасивните баратели на работа кои што не беа вклучени во првиот пакет во мај, кога беа вклучени активните, тој бројка од 84.000 граѓани. Да, но постојано говориме за инекции, се извинувам, постојано говориме за инекции кои владата ги дава во вид на парични средства, но не гледаме нели инвестиции, што е повеќе економска тема, се разбира, странски инвестиции со кои би се отвориле работни места, би се намалила администрацијата во таков случај и не ми одговоривте на прашањето, загрижени ли сте за овој социјален колапс, за кој се претпоставува дека допрва ќе следи всушност, дека ова е почетокот? Како политичари, одговорноста ја сносиме пред се ние, за состојбите во општеството. Загрижени ли сте за граѓаните, не за себе или за владата? Зошто би се грижеле за себе? Ние сите доаѓаме со некаков си професионален бекграунд и сите имаме своји работни места. Не сме влегле во политиката, да речам, без вработување. Ова не е моето прво вработување. Јас секогаш можам да се вратам во својата ординација. Грижата за работниците, за граѓаните, за сиромашните, точно е особено кај нас во министерството и како присутна постојано. Дали сте загрижени, дали се грижите? Дали сте загрижени за граѓаните во услови на корона криза, предстои сериозен социјален колапс, се губат работни места, 500.000, ви кажав, веќе има луѓе кои се на сиромашни, ги знаете лошите ужасни статистики. Значи, се што правиме за да го лесниме премостувањето на овој период. И она што го говорите во сферата за здравството, пристапот, овие граѓани добиваат здравствено осигурување по основа на тоа што се влезени во системот на социјална заштита, пристапот до здравствени прегледи, се што им е потребно понатаму во дијагностички процедури и хоспитализација, сето тоа заедно како една целина, значи не само ние како Министерство за труд и социјала, меѓутоа и здравство, сите се вклучени за менаџирање на овој
процес. Свесни сме дека ова е тежок период. Меѓутоа, тоа е тежок период не само за нас, за македонската економија, државата, туку генерално и за целиот свет. Да, особено за сиромашните земји како што е Македонија. Па значи, ние сме земја во транзиција, земја која што сериозно вложува напори и во делот на инвестициите, и во делот на имплементација на она што представува задоволување на потребите на граѓаните. Тука морам да кажам, во делот на капитални инвестиции во нашето министерство, ние продолжуваме успешно и покрај пандемијата. Денес ја отворивме петтата градинка за периодот од кога сме дојдени во министерството. Нашите капитални инвестиции во делот на изградба на градинки се со висок процент на реализација. Последниот податок на стручен колегиум во понеделник беше 73% реализација на капиталните инвестиции. Значи и во услови на пандемија продолжуваат да се градат капиталните инвестиции во сферата на Министерството на труд и социјална политика. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вас. Ви благодарам што се согласивте да бидете гостин по 25 минути, се опоравувате од корона, до пред неколку дена бевте во изолација. Темата на нашиот разговор е невозможноста всушност да се преживее корона кризата економски, финансиски. Како просечниот граѓанин на Србија ги покрива овие трошоци кога станува збор за храна, за витамини, да не е болен од корона, да не е во изолација. Каков е стандардот всушност на српските граѓани? Korona, evo sad nažalost mogu da kažem lično iz svog iskustva, jedna vrlo skupa bolest. Govorim ovo iz iskustva onoga što sam videla u COVID ambulantama i nekim ustanovama koje su zadužene za lečenje ovih obolelih. Ne samo što u ovoj fazi brige o svom zdravlju vi trošite jako puno novca ili bi makar trebalo na voće, povrće i vitamine kako nam savetuju lekari, C, D, cink i magnezijum. Kao što znate, to su jako skupi suplementi. Već kad dođete u ovu fazu da morate recimo da već odete kod lekara i troškovi su to prilično veliki. Veliki broj građana se odlučio da pomoć potraži u državnom sistemu COVID ambulanti i u zavisnosti od beogradske opštine ili grada u Srbiji ta organizacija, redovi i gužve se dosta razlikuju. Ima beogradskih opština da je to jako dobro organizovano, gde vi relativno brzo prođete tu celu proceduru, iako je ovo veliki grad i morate uglavnom da odete na 2 mesta da obavite sve preglede. Situacija po unutrašnjosti nije baš tako sjajna, dakle za početak imate troškove prevoza, ako vas neko ne vozi, što je vrlo često moguće da ne biste nekog zarazili, morate da nađete neki drugi prevoz. Vrlo često plaćaju pre nego što odu kod doktora, sami daju nalaze krvi da ne bi imali još taj jedan dodatni korak u šetanju od ambulante do laboratorije i to vam je uglavnom za te osnovne nalaze oko 1000 dinara ili recimo 8 evra, pa onda vam lekar prepiše te vitamine, ime participacije i za neke antibiotike od 50 dinara do ovih malo skupljih antibiotika gde je recimo participacija 200 dinara, to je manje od 2 evra. Ako se odlučite za privatnu, to je već stvar malo skuplja. Malo ustanova u Beogradu ima COVID ambulante i taj inicijalni pregled sa lekarom, snimkom i testom vas košta oko 8.500 dinara, dakle to je nešto oko 70 evra, što priznaćete nije baš malo. Kako se to odražava na primanja građana? To je prilično veliki udar, moram da vam kažem. Kao što znate, prosečna plata u Srbiji je trenutno oko 500 evra, to kaže statistika. Statistika isto tako kaže da, međutim, pola građana Srbije prima manje od 45.000 dinara, dakle to vam je manje od 400 evra, dakle to već više nije tako ružičasta slika. I ako sad uračunate sve ove troškove taksija, kupovine vitamina, učešća u antibioticima,
eventualno snimanje pluća privatno ako se odlučite za tu varijantu, boga mi vi možete da potrošite prilično velike svote. Naročito ako je više od jednog ukućanina u kući bolesno.